Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Значи ни направи видео, овие денови кога имаше драмата за тоа што сега да тражам клик лайк, а знаев дека ќе се случи некоја драма, пошто повеќето од вас ни не пратат што се дешава. А секогаш кога ќе пробам да онај пат бев пред некој ден бев блокиран у самата група, коментирам, коментарите ми ги нема, после враќам на коментар у сасвим друг линк оде коментар. Значи, например, другарот што беше коментирал за синовите на Трамп, јас коментирам на неговиот одговор, после некој време гледам одговорот ми сасвим на друг линк. Што да ви кажам, многу луѓе ми праќат пораки, тоест ми праќат линкови, джаје ми праќате секојаш кога ќе се активирам да зборам против НАТО и против Европската унија, очигледно овие од Сорос копиляците ми стават некоја забрана и едноставно ми го пореметуват целиот Facebook профил. Значи, другари, Трамп колку и да кажува позитивни вести, значи Европа рока контра негативни и уопште не реагираа позитивно на тоа да како Трамп најави дека ќе има нели крипто резерви и позитивни информации. Уопште не ми се свиѓа што секојаш прво ќе видам на Твитер синовите кога постират, без разлика дали ќе избришат после или не. Че прво бев видел кај, не се сеќавам кај кој од синовите беше постирал, исчезнал линко, што да кажам. Иначе, овоа чудо, овоа сатанистичко чудо, многу луѓе ме прашуваат да направам аналитика, да, поврзано е со крипто, што гледате сите драми, че тоа чудо нема да постоje 2035. Може и порано. Играат се со погрешна држава, значи погледнете го овоа чудо колку големо. Значи, овоа е комедија. Ништо не можат против Русија. Така да се е џаве. Другари, без паника ќе има bull market. Моменталната ситуација ова. Многу луѓе викат, брат, направи никој не ми се поклопа од тоно. Моменталната ситуација дефинитивно е оваа и мислам дека до краја на март ќе има уште драми, ама без разлика кој да е нема што да се плашите. Ова е циркузант, типо е изберен, како да ја кажам, изберен е за маскота, тоа не е ни украинец, тоа е Хазар. Ово моето омилено чудо успеав да си накупам 13, мислам, треба да купам уште толку. Кина, другари, не е таа Кина што ја мислите дека произведува веќе само фалш работи, значи ово чудо, колата е појака од Тесла. И на квалитет и на се. Многу појака. Електричните коли кинеските повеќето се многу поквалитетни од Тесла и дури од некои европски што има. Мислам европските не ги пратам толку, ама што имам видено, шанси нема. Овај змеј никој не го сопира, другари. Никој. Запомнете го тоа. У Европа, поздрав, значи и до германците, тие луѓе врач се ретардирани таму на Европската унија. Мислам ретардирани, тоа се сатанисти си пробат, нели? Значи, ово е 60.000 заробени германци на улиците на Москва. Парадират ги. 60.000. Значи, Европа провоцира гигант кој што може па да замаршира во Европа. И јас стара моја аналитика пред 20-22 години у таа мистериозна група
Што ми имат исчезнано од 7 години објави, ама многу луѓе помнат и можат да потврдат. Имам над 1000 сведоци. Русија никој не може да победе. Дури цел свет да се заврте и скроз да ја скршат, имат механизам најаката и прва вештачка интелигенција која што земе да ќе ја подели на две. Така да, другари, тешка работа. Фантазијата на Европа дека би ја победили. Иначе на Трамп и на Америка и дојдеа кало дека Русија не е победлива. Трамп, иако мислите дека не знае што прави, уствари знае што прави, точно. Иначе, вистинското интервју требаше да биде овака дефинитивно. И ја да бев Трамп, ќе го направев тоа. Овака требаше да биде интервјуто. Али да се врнеме на ово чудо. Значи, кој на кој да стае тарифи, bull market ки има. Значи, ово е се договорено сценарија што го гледате. Ниту ќе страда Трамп, ниту Си Џинпинг. Значи, едноставно елитата у Америка нема страда, елитата у Кина нема страда. Првите 3 месеци и у Кина и у Америка, посебно у Америка, цените ќе литат, али после ќе се стабилизират. Трамп има план повеќето од работите да почне да се произведат тука. Веќе доваѓаат многу различни индустрии и милиарди ќе уложат у Америка. Значи овие 4 години стварно ќе бидат златните во Америка колку ќе се улага. И финтата е Америка да почне да се произведува сама и не толку да биде зависна од Кина. Иначе, ви кажав, се живо ни од Кина тука. Ово го кај мене го постирав, ќе си го гледате, нели, на многу луѓе и смета, се сум зборил Кардано, а цел свет почува да зборе Кардано. Веќе сум изморен, братче, да брмлям, како што гледате, повеќе другите објавуваат за Кардано од колку ја. Јас се извинувам, не пијам кафе, иначе пијам црно пиво. Значи, поздрав до Европа, да си разгледат овие чудо што може да направат. Така да, и сигурно Путин ќе го натисне копчето ако провоцират, мада нема никош да има. Чим Украина не јаде Киев нуклеарка, значи нема да има нуклеарна војна. Брато да го гледате кој го интересира кај мене на Твитер, а ово сакав да го покажам само, чекај да не... 24小导弹旅将蓄势待发。 Другари, ово змеј не може Европа против него. Дури и Америка не може веќе. Овие од идеја Стар Трек. Иако да, каже некој рече американците имат многу повеќе оружје, да, американците имат многу повеќе оружје, но моментално американците се чекај да го намалам да не ми смета звуко. Моментално американците немат копнена војска, овие тука граници што останаа, имат елитна единици, елитни, нели, али немат на бројката да не се лаже, против 2 милиона војска тешка работа да би се бориле. И не само што е 2 милиона војска, проблемо е што овие имат уште 12 до 14 милиона резерви, и тоа сериозна војска, додека овие тука луѓе не може да се најдат луѓе за обезбедување, луѓе за полиција, луѓе за пожарна, тука све више до тај степен наркомани и улежани, што се вика, што просто се нефункционални и неспособни. Значи, просто не дај Боже утре да се десе војна, да, американците сите имаат оружје, ќе се борат, али едно е ти да имаш дома оружје и додеш на там некој си тренинг еднаш колку годината да пукаш, и друго е, братче, гледајте го, некој што има секој ден тренинг. Чи ово е несоприлив джин. Ово чудо е тешка работа и Америка и Европа заедно да се спротивстават. Која е Европа, другари? Гледам некои македонски новинари лупат зелени Европа, другари, не постоje од пред 15 години.
Тая Европа не е Европа от Втората светска война. А по Втората светска война една Европа ще беше. Русия ослободи. Така да, ако гледат от македонските новинари, ще се лупат оградите за Европа, да луги, да, жити се, брат. Гледаме народ, ки ви се смеят, нема да видите такова Васко Ефтов в лопатата. Васко Ефтов от най-якио теоретичар на заговор, от идея да лупа зелени за лопати, за русите зимале, замисли си делови от перални и оттамо, що ти знам, за да се стават от тенкови. Значи, брат, what the fuck. Стар Атлас е тук, още сакам да покажем. Е интересно. Март трябва да биде доста интересен месец. Така да пивото дума. Че я пинаме. И аз се извинувам. Али, трябва да си го допиям и одам да спиям. Тук више 2 сата по сполнок. Крадам някакви филмове от Зимунда. Star Trek Skeleton Crew просто бев шокиран от детски филм. Значи, аз съм фан на Мандалориан, Ашока. Значи, тай филм серийски, една сезона, беше луги пояк и по-интересен от всички сезони на Мандалориан и Ашока. Значи, просто съм шокиран како е можно Star Trek Skeleton Crew да биде поек от Мандалориан. Али крадам едно моментално на 20 филма. Каптен в Америка сакав да го гледам у кино, ама не ли помагам на другаро, не с модели, а и тук една седна цела киносала се сруши. Другари, товарете магарето, продадете кафе, цигари, откажете се луѓе, барем оваа година, престанете со кафе, престанете со кафани, престанете со цигари, трупајте. Луѓе, кажано ви е, гледај, колко ќе биде интересно, март 6, март 7, од март од 10 до 14, значи ќе има за крипто, значи март 21. Значи луѓе, овај месец ќе активно ќе се брмля за овоа. Иако американците нели треба да си платат до кој беше април забрив данок. Сепак ќе има bull market и овоа чудо просто луѓе, че да правим рефреш. Просто луѓе, ово е на сейл. Ово е на разпродажба. И ви ги кажа, значи Солана ќе го стават, значи то чудо Солана иде на $1000-2000. Чекматер. Кардано, на Кардано после ово, ја не можем да го направим аналитика додека ќе отиде. Значи ја не може да знам колку американци ќе натрупат. Не само државата, замисли други држави. Русија, Кина, значи Европа. Европа ако сака и нека си нате, ама земите на БРИКС, шо мислите? То милиарди луѓе има. Не можем, многу луѓе ме прашат, не можем да дојдам веќе. После овоа, што го објавија, ај за Солана, нели, од кога ви го зборам, белото мече, уста запенив. И некој ќе ми рече, ти сам зборе за Кардано. Ало, бре, луѓе, абе, белото мече, знаете ли вие шо е бела мечка, бе, брат? Да ви изеде, брат. Знаете ли вие шо е бела мечка? Заштитено животно. Че белото мече шо е? Не само шо е заштитено животно, значи белото мече, мајката ќе ви изеде и живи ако го пипнете. Че како може, правят се паметни, а не може да разберете белото мече е по-заебано од белата мечка Ethereum. Значи, и Ethereum ви го на тоа. Значи, крај, другари, крај. Значи, ово е Unlimited, трупате Ethereum, Solana, Cardano. Ово ја гледам у мојата листа, ќе речев дека одитек Ripple. Не и тие што се радувавте, што ја го мразам. Тоа е. Трупате и Ripple. Значи, нема промашок. И иđи да не литне, ќе оставяте на стекинг реворс, ќе живеат нешто, ќе измислат, ќе излезе. Значи, трупате луѓе и тоа е. Сега цената на Ripple сами си ја погодите. Ја не можем и дури на Solana не може да се предвидат цените. Значи, да речем, Solana може да отиде до $2000. Може да отиде до вие се ненормални. Ќе биде многу чудо, ама ненормални се овие луѓе.
Овие си болни, овие купуват нон-стоп от ово чудо. Кардано со ово може да отиде много лесно до $10. Ама тоа ја ако сум речел $10 не мога. Кога ќе речето пораки, братаве, шо мислиш колку ќе отиде, знам дека не е финансиски совет, ама кажи. Другари, моето е небитно. Секој треба сам да одлучи на колку му одговара да го продае. Проценти си отделите 10% од портфолиото, да речеме 10% е 30% од портфолиото, тие што сте го купиле, и тоа е глупо. Не можем ја да ви направам, зависи на колку сте купиле. На 0,23 ако сте го купиле, на $3, 30% од портфолиото да продаете, пари ви требат. Складирајте го тај кеш, ќе има па bear market, ќе се накупите. Купили сте го на 0,80. $3 дојде, продадете 30, 40, 50% продадете. Пари ви требат, кеш луѓе. Кеш ви требат, кога ќе падне пак ќе се натрупате, ќе оставите за staking rewards. Chainlink исто го нон-стоп збора дека нешто ќе се тесе големо. Значи Polkadot исто, дечко ми беше пишал и други упораки. Шо мислам? Значи Polkadot ако изостава да не се врне на all time high и да крира нова цена, значи ја се извинувам, али дремката фаќа. Че да пиеме пивце. Значи другари, овие што се америчките... чекај бе. Дека одам ја, брач. Значи америчките што се, не можат да ги остават, брат, така. Хедера, гледате сите криптоканали и ја зборат. Значи можно и неа. Многу луѓе ме прашаат што мислиш, можно и неа да ја најават. Значи и тоа го изгубив. Гледате ли? Чекај да видим дали го постирав. Цизи... Чекај бе, ја ово не сум споделувал. Деко ти дов. Цизи, дали го чекај да видиме. Луѓе, гледајте, 6 ние сме од 3000 до 5000 активни играчи на Star Atlas. И имаме потрошено 6,6 билиони, милиарди гориво у играта. Од кој баткови ми има ископено, да се пофалам. 2 милиарди. Тука више имам сменето доста, али баткови има скопано 2 милиарди и може да се пофалам дека јас сигурно имам потрошено кој знае таму колку милиони. Значи сум голем кит у Fuel. Деко ти дов. Цизи да видам дали го споделив. Изгледа не го споделив. И ја тука ово зелено, дека беше зелено, сите се положаа и бум. Чекай, кому беше Цизи или беше? Да, много јако нешто кажа. Ова иначе креатора на Binance. Дека беше објавил сега, зашто не го споделив тоа? Да е тука. Гледи другари. Длабока аналитика треба да направите. Гледај шо вика. Шо е заокружил? Значи, биткоин и етериум ќе бидат. Исто како и други. Значи, луѓе, и други ќе бидат стајани. Значи, ќе бидат стајано и многу други. Таа листа не се направи деко иде. Значи, оваа листа не е направена за џаве. Нешто големо ќе се деси. И најголемата борба, што зборат дека следно, нели, после Ripple, Solana и Cardano, следно Хадера и Суи. Ја ги немам, често да знаете. Мен треба да научите на работа. Јас се држам на моите проекти. И вие кога ќе истражувате, почнете сами да се истражувате. Не чекајте само ја да ви спомнам нешто. Значи, али еве пак ќе ви давам хинт, Хедера и Суи, сите ги зборат тука американци. И на подкасти, и на терен, сите зборат дека овие следни два ќе ги спомнат. Сега, колку е точно, не знам. Значи, тука луѓе треба да научите една работа. Ово е предпоставка. Предпоставка и да не речам лотарија да погодите. Тие се двата исто што треба доста да ги истражите. За оние другите немам информации. Ама има ги многу.
Проблема луѓе треба да се сконцентрирате на правите се листа и треба, значи, вие не разбирате, тука $50, вука 20, тука 5-10, фантазија, маме, ово, оно, вие си ги потрошите парите и вашето портфолио од кеш ослабнува и мислите дека ќе ставате тука таму, ама ништо брат нема да направите. Нема да направите, затоа што проблемот што нема да знаете дека да го продадете. А човечката лакомост е огромна. Вие и да погодите некои, тие bull market сите ги лидат. Проблемо на сите луѓе што го гледам овие 12 години е не може да одлучи кога да продаде. Тука е проблем. Тука се јавува сентименталност, лере уши малку и на крај изгуби се. Јас за тоа ви викам Bitcoin, Ethereum, Cardano и 10% трупате да речеме Solana, Chainlink и Hedera и Sui моментално. Значи моментално или тие што сте више натрупале, да речеме, биткоин. Биткоин вие не ја гледајте това само 83.000 или 100.000. Биткоин луѓе сите што трупате. 2029 да речеме не, 2035 ќе рече некој далеко не е другар. Че вие на целата фамилија со тоа трупање од 30% биткоин ќе ја сменете. Че луѓе ово милионски суми ќе биде. Милионски, тие са тошики што сега вредат за по $100, за 200, мислите дека не е ништо, луѓе многу пари ќе вреде тоа човек. Ово милионски суми. Милионски суми ќе биде. 2035. Кој знае, 2035 ово може еден биткоин да биде 100 милиона. Че представете се вие ако купувате нон-стоп. И ајде да речем вие сте се го натовариле магарето. Значи, замислете си сега да почнете да трупате, еве да речеме 20% Ethereum, 20% Solana, 20% Cardano, 20% Chainlink, колко биде 20% Hedera и 20% чекай, колко кажав ја, 20% Ethereum, така ли? 20% Solana, 20% Cardano, 20% Chainlink и 20% да речеме, не, 10% Hedera и 10% Sui. Чи почнете таа система. Значи, фактички Ethereum и Cardano ќе ви држат да ви избијат. Тие што више имате натрупено биткоин, почнете сега да ги трупате тај систем. Значи, тоа е другари, кратко видео да биде. Нема што друго да филозофирам, нем да продавате. Има многу македонци, например, купат и продадат, падне и паничат, разбираш. Мислам, падне и продават уште нападнато. Нема другари, тоа се враќа. Ако сте купили технологија, нема што да се паничите. Имаш еден продел VeChain, па се зафркнал, па купил на поскапо, Гала исто го направил. Луѓе, нема што да паничите, ќе има bull market. Што оставете ви, ти не се палете на тие там негативни вести. Нормално е да има негативни вести на свето. Значи, мило ме там 100-200 луѓе што ми пишаа дека да не било ја да пишам, немало да издржат притисок. Значи, затоа се држете до мојата група. Ја ако не се појавам на YouTube, држете се до мојата YouTube група. Ја па до мојата YouTube група до Криптореволуција, тамо под наслов ставам. Не продавајте, гледајте да читате, гледајте да бидете активни, кога ќе прочитате, друго е некој поискусен кој ќе ви каже. Значи има доста освестени луѓе, околу 200 луѓе у Македонија кои што викат чекај, ова че им зборе толку години у крипто, значи зашо би продаделе? Значи мене ми мило дека 200 луѓе сум спасил да не продадат. Значи разбирам дека притисокот е огромен и тоа се ваши пари, ама не продавајте рано, ќе има bull market. Така да издржете оваа година. Оваа е таа година која ќе има bull market. Не може Трамчо егото да си го наде, да зборе за крипто, ветиле работите и се одеднашка крипто да исчезне. Моментално симнуват на цена, Wall Street му одат контра, ама мислам дека и фамилијата на Трамп доста трупа. Пошто сериозно ќе треба борба за овие сатанисти и сега, например, парите што ги зимат од не е толку негативно, пошто парите ги зимат од комарџии. Ти како парите ќе ти ги земе Трамп, кога спушти да речеме цената од позитивни и од негативни информации, ако ти не продаваш. Значи, проблемот си е ти, ако не ти ги земе Трамп, ќе ти ги земе некој маме. Така да, другари, издржете, трупајте, гледайте го и ово. Запомнете ги овие цени тука. Гледај, запомнете ги овие цени, че брат,
10 кафиња да ставиш тук, и 10 пакли цигари, и 10 кафани, ја мислам, брате, аналитиката ќе стои во видеото, значи секој колку троше 10 кафиња, 10, кажи го, пакли цигари и 10 кафани, че пресметајте си секој колку троши, на оваа цена да го купите, у булмаркето, еве нека стои видеото, ќе го пресметаме на крајот на булмаркето, да видиме колку пари ќе вреде вашето портфолио. Чао!